За цврстување на партнерството со Обединетото кралство, инвестиции во Македонија, целосно модернизирање на железничката инфраструктура со британска помош. Владината делегација, предводена од премиерот Христијан Мицкоски, имаше и повеќе од успешна работна посета на Лондон, каде успеа и да ги презентираат црвените линии во однос на македонските национални интереси. Според познавачите на билатералните средби, во прв ред историската со кралот Чарлс III, но и со британскиот премиер Кир Стармер, презентирана била јасната визија за еднината на земјава во Европската Унија, со заштитен идентитет и достоинство. Поранешниот амбасадор во Велика Британија Ристо Никовски заофа вели дека Македонија ќе добие многу прецен економски план од ова партнерство. Посетата е извонредна, исклучително значајна и успешна, бидејќи тука имаме меморандум за инвестиции во воената индустрија, која кај нас во македонски брод е затворена де факто. Од друга страна се разговарало и за брзата пруга со која што Македонија ќе доведе на врвот во европските настани и движења. Од самитот за Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес, Мицкоски порача дека Македонија ќе стори се за да исполни стратешката цел членство во ЕУ, но без да се задира во македонскиот идентитет. Поранешниот амбасадор Јован Донев вели дека средбите во Лондон биле одлична можност, јасно да се каже македонската страна во однос на уцените и условувањата кои ги имаме на европскиот пат. Одлична можност се размена ставовите, се повторат ставовите ако треба, кој што се случи во случајот на Македонија, кои се нашите ставови во однос на нашите евроинтеграции. Тоа е многу важно да се чујат и да се повторуваат постојано тие ставови. И просто е многу важно што имавме билатерална средба со премиерот на Обединетото кралство, втора оваа година, што е многу важно, значи се восстановува веќе можеби и по-блиски релации меѓу нашиот премиер и премиерот на Велика Британија. По посетата во Лондон, според познавачите, целосно во вода паднале тезите дека во Македонија ќе се градат мигрантски кампови. Никовски вели дека добро е што се разговарало за засилување на контролата на границите, пред се бидејќи Македонија веќе имаше една голема мигрантска криза, а мигрантите кај нас доаѓаа од држави членки на ЕУ. Тоа беа чисти смислици. Македонија нема никогаш да прифати такви кампови во земјата. Веројатно Албанија и Косово може да размислуваат во таа насока, ама не и ние. И не сум сигурен дека и Лондон ќе бара такво нешто од нас. Меѓутоа, она што го спомна и премиерот, можна е соработка во зацврстување на контролата на границата, бидејќи да не забораваме, мигрантите кои одат во Западна Европа нас и доаѓаат од земји членки на Унијата, тоа се Бугарија и Грција. Дека никакви кампови не биле тема на разговор, согласен е и Донев. Прашањето на имиграционите кампови не е отворено. Колку што јас имам информации, може би сте погрешно, едино Косово се нуди, од регионот се нуди да прифати имиграциони кампови. И тоа што знаете, беше таа идеја пласирана дека и Албанија не излезе ништо од тоа. Па има повторни спекулации во македонските медиуми дека еве Македонија ќе прима мигранти, нема ништо. Тоа мислам дека се тоа само чисти спекулации и популизам, ништо друго тука. Нема ништо сериозно во тоа. Во Лондон потпишан беше меморандум за разбирање со американско-британската компанија Бурсток, која што ќе инвестира 150 милиони евра во наменската воена индустрија и ќе донесе нови високоплатени 1000 работни места.